Верувам дека сите вие дома се мачите да смислите што да има за ручек, што да има за вечера, како секогаш да најдете нови начини да ги подготвите старите рецепти, да измислите нови, да изсурфате нешто на интернет, но јас имам совет тука, секогаш менувајте го готвачот. Верувам дека сте повеќе луѓе дома, дури ангажирајте ги и децата. Не можам да кажам дека тоа е пракса која јас ја применувам, иако попробувам со децата секогаш да ги натерам да бидат они носители на идејата за ручекот, на готвењето. Но денеска сакам да ја подготвам една варијанта која ја спремам за син ми Марија. Син ми Марија многу сака било што доаѓа со јаболка, пити, штрудли, навистина ги сака се што е направено во форма на благо, во форма на пита, а денешната инспирација ми е нашата онаа позната лења пита или мрзлива пита, која се прави со рендање на тврдо тесто во чија основа има путер или маргарин. Јас нема да ја рендам, ќе направам поинаку, ќе искористам варијантата на онаа пита која можете да ја нагмечите, затоа што сакам да имам убава основа, а тестото горе ќе го истрошкам, ќе ставам убави ореви и на крај секако, бидејќи сакам да ви помогнам и да ви дадам една идеја за можеби ручек вечера, ќе ви подготвам едноставна паста. Ќе започнеме најпрви со една јајце. Јајцето секогаш на собна температура, заради тоа што не ви треба студено јајце за да ви го пресече путерот, за да направи можеби поголем проблем во обработката на тестото. Ќе го изматам само едно. И ќе го додадам шеќерот. Не треба да добиете пена, туку само треба убаво да ги споите. Земам еден путер, го ставим во фрижидер заради тоа што многу е битно да биде путерот баш од фрижидер и како коцка стегнат, заради тоа што долго ќе го обработуваме со рацете. Ќе ги правиме мали видна грашочиња, значи нема да имаме конзистентно тесто, а нашата топлина од рацете и обработката на тестото, ако го омекне путерот, ќе добиете некоја смеса која не може да ја истрошкате. Јас ќе ставам околу 80 грама путер. Ви објаснив, значи цела еднаш мислам дека ви објаснив, или сурувањето е мајка на знаењето. Значи една коцка путер од прилика 10 сантиметри, таа има 200 грама, путерот на мегле има 200 грама и секогаш ако одвоите 1 сантиметар во коцка, тоа ви представува 25 грама. Што значи мене ми треба 3 сантиметри путер. И ќе ставиме брашно. Јас имам многу убава направа, ви кажав дека многу сакам вакви гаджети, која ми дозволува да го просеам моето брашно и вие да не ме видите од облакот брашно кој се создава тука. И тоа многу е убава. Така. И со рака, полека, ева вака, буквално со прстите ќе го втриваме брашното во путерот. Ставив пециво во тестото. Пецивото има интересен начин на функционирање, значи првиот пат кога се дига, односно кога го подига тестото, го прави под дејство на топлината. Доколку имате кисела нота, дали тоа било јаболка, дали тоа било оцет, има втор удар да го наречам, кој дополнително кога ќе го донесе до некој ниво тестото, киселината ќе му помогне уште малку да експандира и дава една дополнителна леснотија на тестото. Добри трикови би биле да искористите, не знам, секогаш кога правите одредени вафли или било кои рецепти кои содржат во себе пecivo, ставете помалце една лажичка оцет, балсамико, ако сакате да го ароматизирате тестото. Ви ветувам дека ќе бидете мастер шеф пред оние. Ќе мислат дека навистина нешто различно сте направиле. Ќе го исечам од прилика на 5 до 8 мм.
неправилни форми, заради тоа што тие не ми се гледаат, само сакам да бидат еднаква димензија прчињата, заради тоа што еднакво, нели, време ќе се готват на оган. Обожавам јаболка. Пред некој ден прочитав интересен факт. Син ми бараше манго и не можев да најдам убава зрела манго. И баш бев зачудена од цената на мангото, кое, не знам, кошташе повеќе од 250 динари само еден плод. И баш прочитав колку би тоа ме инспирираше да отворам Google и да најдам колку кошта во другите земји. Во афричките земји мангото, например, е многу ефтино, а јаболката знаат да достигнат цена, не знам, повисока од било кое овоше. Јаболките им се толку екзотични. Тоа ме направи да ги ценам уште повеќе, заради тоа што ги имаме како автентичен наш продукт. Имам уште една интересна приказна со јаболката, кога бев на факултет. Не носеа да ги мериме некои села, бевме во низ Македонија, во сите години одите да го помогнете на архивот на Република Македонија да ги осознае сите куќи, да ги документира и одевме во Брајчино и каде ни се расипа автобусот, па патувавме некој цел ден, сите бевме многу гладни и не пречека баба со убави јаболки и вкусот на тоа јаболко. Мислам дека сега ако замислам се сеќавам, можеби затоа што бев многу гладна, но мислам дека се сеќавам на таа автентична, тоа убаво автентично јаболко кое тогаш го пробав. Денеска црвени, тоа беше зелено. Значи ќе ставам малку путер. Навистина малку, само колку да не ми загорат јаболката. Еве, една лажичка. И ги префрлам јаболката на оган. На тивок оган. И ги оставам да пуштаат сок и ќе ставам бел шеќер. Ќе го ставам шеќерот во јаболката за да тие се карамелизираат и дополнително со топлината да се спојат тие красат, нели, киселка, благ вкус. Ќе ставам кора од еден лимон и кората и сокот. Некој од следните емисии ќе ви направам и пита од лимон. Омилена ми е. Го обожавам тој нежен вкус на лимонот, со ванилата. А пита со јаболка правам, не знам, мислам дека преку 10-15 варијанти, зашто дека още треба да бидам интересна, нели? И сокот. Лимоновиот сок ќе задржи бојата на јаболката. Јаболката се овошја кои оксидираат со допир на воздухот, нели, ја менуваат својата боја. Лимонот и киселината во лимонот ја задржува белата убава боја, која нас ни е потребна во овој рецепт. Иако немам ништо проблем и со баш танака смечени кафеави, убаво испржени јаболка, го имаат уште мене ми имаат уште поубав вкус. Ќе им дадам некоја минута, за тоа време ќе го проверам тестата.
дадов некоја минута да почне да омекнува јаболкото и сирупот да се намали. Значи сирупот, односно течноста која ќе ја испушта од јаболката, лимонот, треба да биде речиси намален, односно да ја нема, за да не ви се случи да ви ја разлигави питата. Значи дајте му полека на тиво кога нека испари целата течност. Ставам цимет, оноко колку што сакате. Јас мислам дека нема пита од јаболко без цимет. Ванилин шекер. Една кесичка. И мала тајна состојка рум. Сакам да ви биде изненадување. Питите од рум се баш познати од оние Карипски острови, од оние земји каде тој е доминантен. Ама јас мислам дека во ова сладка пита дека ќе биде баш прекрасно изненадување. Ќе му дадам повторно уште некаја минута, ќе го проверам моето тесто. Мислам дека веќе се стигна, заради тоа што ни треба да го обработиме. Имаме еден калап за торти. Ако имате за пита, слободно употребете калап за пита. Јас секогаш сакам да ја користам оваа финта. Ја користам обвивката во која е ставен путерот, заради тоа што таа има доволно путер, односно има навистина малку путер, за да може да ви не ви е потребно да користите други помагала, типот четка, салфетка или што и да е, значи само земете ја опаковката и убаво намастете ја тавата. Каде што сакате да ја печете вашата пита. Ако му дадете малце повеќе енергија додека мачкате, путерот ќе се растопи и уште повеќе ќе се примачка. Имам тука малку ми остана од брашното. Ќе го искористам за да ја заменам онаа техника за користење на хартија за печење. Намастена тава. Ќе го поделам тестото така што ќе оставам една половина за горниот слој и една за долниот слој. Долниот слој убаво ќе го нагмечам за да направам баш тенка основа како за тарт. Ќе си помогнам, ќе искористам хартија за печење. Сум ви кажувала неколку пати, многу е лесно да направите круг и сечете парче хартија на половина, така половина, полоската, само. И направете совршен круг. Нема да ја печат со хартија, ќе ја искористам само за да ја измазнам површината. Чашка. И убаво. Ќе го разнесам тестото и притиснам по површината на плехот. Готов е сосот, тоа е филот од јаболка. Ќе го разнесам тенко. По целата површина. Видете каква преубава и јаково розова, црвена, жолта боја доби сосот, некои од јаболката се веќе карамелизирани.
фантастична. И оригиналната лења пита би се рендала, би земале едно куцкасто ренда и треба да ја да го изрендате тестото. Јас само сакам да го истрошкам, да имам и поголеми и помали парчиња, а некаде да ми остане само јаболкото да дзирне. Дополнително, не знам дали ви кажав претходно, тестото се става во фрижидер за да му дадете време да се спротистави на топлината. Не знам поубав начин тоа да го објаснам, доколку тестото е меко, односно путерот е апсолутно мек, односно на собна температура, не му давате време да се спротистави на топлата рирна и да направи убаво бисквит тесто. Тој ќе се разлее и може да добиете буквално рамна кора од озгора, иако вака го трошкате тестото. А доколку тоа е ладно, дури ако ви се стопли во рацете, ставајте го повремено во фрижидер за да имате баш ладно тесто кое може убаво да го истрошите. Последно што сакам да ставам за да имаме еден крцкаво искуство при секој загриз е големи јатки уреви, само ќе ги искршам со рака. Па има ли поубава комбинација од пита со јаболко, со уреви. Баш ми е македонски традиционален вкус. И тоа е тоа, оди во рирна од 35 до 40 минути или додека забележите дека горниот слој веќе почнува да се запекува, а сите тие шпицови кои излегуваат од тестото се подгоренки и крцкави. И како дополнителен предлог денеска, сакам да ви предложам една едноставна паста. Основата ми е оној стандарден сос кој верувам многу пати сум ви го покажала, наполитана сосот, каде имате конзерва пелати, имате лук, имате бусиле. Овој пат ќе направам вегетаријанска верзија. Ќе ставам место месо, мелено месо или било каков друг зеленчук, ќе ставам модр домат. Не знам дали сте знаеле, меѓутоа модриот домат се смета дека е овошје, односно го викаат ноќно овошје, и спаѓа во групата на овошје, иако ние го користиме како зеленчук. Ќе го искористам со се кора, значи измите го само убаво. Кората ја користам само заради тоа што испржено на рингла ќе се запече, ќе даде едно ниво на скара, на еден запечен вкус за разлика од сунгерастото тесто. Доколку сакате да направите кремаста верзија на оваа паста, слободно излупете го и сечете го на помали коцки. И тоа во процесот на варење, значи патлиџанот ќе се стопи, ќе се спои со соусот од домати и ќе добиете кремаста верзија. Стави вода за шпагети. Ставам едно тавче. Го досеткам доматот. Мудриот домат, структурата на мудриот домат впива многу масло. Некои готвачи во овој рецепт знаат да употребат и можеби малку лимон, заради тоа што лимонот ќе го задржи, исто како кај јаболкото, ќе го задржи мудриот домат да не потемне, меѓутоа јас сакам да ми биде темен и запечен. Ставам маслиново масло, кисечкам 2 чешниња лук, да се знае, во питата не употребив лук. Мојата екипа цело време ме зеза дека трошам тони лук за снимање на моите емисии, дури се разочарани кога нема да го употребам. Еве да се знае, во питата за јаболка, од јаболка не ставив лук. Но затоа сега има да го замирисам целиот простор, затоа што лукот ќе го исечкам ситно и ќе го пропржам во маслиновото масло. Тоа секако ќе се ароматизира.
и дополнително вкусот ќе се активира. Дајте му некоја минута, цело време имајте го на око. Не знам, колку што го сакам лукот, толку подгорениот лук ми пречи, ама буквално во секое јадење можам да го забележам дури во оние манџи ако некаде ми подгорел. Малку само да се активира и внатре го ставаме мудриот домат. Ке видите мудриот домат сега ќе го впие целото масло, буквално. Не знам дали може да забележите, ќе го преместам тука за да ви објаснам. Од кога го ставив маслото, ставив баш неколку лажици, меѓутоа сунгеристот од киво на мудриот домат го собра буквално целото и го впи во себе, така и треба. Значи, апсолутно да го впие целото масло, но се намасти внатре и сега ќе му дадеме баш силен оган за да се запече и да подгори целата кора. Готова е кората, кога ќе ја смени бојата од темно-виолетова, ќе стане кафеава. Во меѓувреме, изненадувањето во овој рецепт ќе биде едно чили пеперче. Јас многу сакам луто, навистина многу сакам луто. Мислам дека единствен човек што јаде повеќе луто е татко ми. Буквално можеме да јадеме луто и да плачеме и пак да јадеме. Ќе го искористам со се сенки, бидејќи навистина сакам да го направам зачинето и јако луто ова јадење. Внимавајте кога сечете чили, мојава на луто, баш луто. Секогаш внимавајте да не ги допрете очите, устата, затоа што може да ви изгори. Има лутина, има чили пеперчиња со екстремна лутина. Веќе се потвржува, сега мислам дека е право време да додадеме малку босилек. Јас имам тука ситно листа босилек и една конзерва пелатина дивела. Доколку сакате да не ги гмечите доматите, слободно може да употребите сечкани пелати. Дивела имаат баш конзервирани сечкани пелати. Пелатите се во основа малку проварен домат кој апсолутно со малку додаден шеќер ја има нагласена таа благост која ја има доматот и мислам дека секој сос заслужува добра конзерва пелати. Изобре водата, убаво засолете, сите тестенини се варат во убаво засолена вода. Јас имам дивела шпагети. Тука мислам дека за двајца, толку ми е и сосот. И ќе му дадеме некоја минута на сосот. Ќе додадам малку свеж босилек. Дел во подготовката на сосот, дел ќе додадам одозгора. Сосот ќе го засолам. И сега го црн бибер. Едноставно, просто, но кралски оброк. Сосот е готов, шпагетите ги чекаме да се доварат, питата е веќе готова. Може да забележите веќе еве прекрасно се испече, по краивите имаме убави запечени делови.
Оревите мирисаат божествено. Ќе направам едно сосче како би ја послужила, обична павлака, значи баш кисела павлака. Ова финта ја научив од Вики, која додека им го правев станот ни правеше секогаш овошја, ако нема десерт, баш само овошјенце направено со прост крем од павлака и шекерва прав. Една убава парче од мојата пита со јаболка. Прекрасно мириса. Земете го парчето, ставете го на страна. Дори кога готвите за вас, правете си да ви биде симпатично, убаво, да направите некоја финта во декорациите. Ставаме еден нож и вилушка. Вака. Ке земаме една цидалка. Имам убав тањир кој има графитна основа и ке наросам. Внимателно ги отстранам ножот и вилушката и ќе му дадам од мојот убав красат сос. И шпагетите се веќе готови. Оно што мислам дека е иновација на сите нови модерни готвачи и шефови е што користат техника на фрлање, на превртување, односно се напушта оној стар процес кој порано, не знам дали дома зборуваме за домашното готвење, вашите родители, моите барем, например, би свариле тестанини и од згора би го ставиле сосот, мислам дека прави една целосна разлика доколку сосот убаво се размеша со помош на фрлање. Не се грижете ако отиде нешто надвор, тоа може секогаш да го исчистите, меѓутоа, вистина мислам дека целата разлика ја имате во фрлањето. И тоа беше се за денес. Ставете на росата малку пармезан, да се спои со вкусот на шпагетите. А ние веќе се гледаме со нови рецепти, нови идеи и можеби нови варијанти на старите вкусови.